Почитувани следбеници на Пресинг ТВ, добар ден. Денеска сме со личност која што не ќе треба посебно да ја представувам и најавувам, едноставно ќе кажам господинот Стојан Андов. Господине Андов, добар ден и ви благодарам за довербата што изразивте спрема нашиот медиум и подготвеност за овој разговор. Добар ден. Само како мало објаснување ќе кажам за гледачите дека овој разговор го подготвувавме можеби 10 дена наназад по објавувањето на последната негова книга, меѓутоа еве денеска се реализира договорот. Господине Андов, промоцијата на вашата едиција, а посебно на најновата книга до атентатот и по него, предизвика бура од реакции во јавноста и директни обвинувања и прозивки на ваша адреса. До сега барем не одговоривте на нив. Зошто? Добро, имаше прозивки и критики, но имаше и многу пофалби во јавноста за книгата. Што спомнувате овде? Па не одговорив, бидејќи мисламот и не е основани се тие приговори што ги кажуваат и оценки. Не сум мотивиран да им одговорам. Не ме мотивират да им одговорам. Безсмислени се. А личните напади? На лични напади ретко одговарам. Не одговарам. Добро, Тоа зборува за тој кој напаѓа, кој ме напаѓа. Не знам на кои лични напади мисли. Добро, имаше одредени лични напади. Не ме интересира тоа. Тие зборуваат за тој што зборува. Во обидите да се релативизираат вашите спомени и сеќавања, се оди во еден правец на подценувачко откровение дека конечно сте ги откриле организаторите на атентатот на претседателот Глигоров. Дали тоа ви беше целта и ја очекувате ли паричната ветена награда за тоа? Вака, сега, ако е за целта зошто сум пишувал, јас пишував за да останат спомени, документи, бидејќи документи наведувам, во историјата. Ние се однесуваме кон историјата неодговорно. Нема искажувања на луѓето, нема искрени настапи, нема мемуари кај нас. Има од Киро една книга. Јас пишувам овде, сосема е друго моето е комплет од 5 книги само за оваа повојна историја наша од 90-та година. Тоа само значи оти ние немаме јасна представа за нашата историја и утре други ден ќе се мисли сосема поинаку отколку што тоа се случувало. Ако не си ја знаеш историјата, не можеш да определиш што сакаш и за во иднината. Затоа ги пишувам. Тоа е еден голем потфат. Прво, ја напишав 2003 година и излезе мојата книга на мој начин. Тоа е книга од околу 650 страни и во таа книга дадов основа за сите овие книги потоа што ги напишав. Речи 50% од тие што ги после обработив, се веќе се одржани таму. Таму зборувам исто и за атентатот и за тие работи си. Меѓутоа, во таа книга не може во една книга да се обработи се, бидејќи е многу сложен нашиот процес од 90-та година навам. Не ни оди нам во државата. Слабо ни оди. И за тоа мора се добро продре во настаните, во движењата, во потезите, за да почна да се разбира зошто е тоа така. Ние 91 година бевме лидер на мирот, така ли? Тоа беше најпофалената република
од Југославија, која 91 година ја избегна војната од тогашна Југославија. Меѓутоа, од таму, ние сега сме на опашката. Видите каде сме сега ние. Нас не мина ни и Албанија. На опашка сме. Сега овие обиди што ги праве владата на Заев со своите соработници таму што ги има Заев, дават некоја надеж, нешто повеќе да се направи и да се осветлат некои работи. И затоа има смисла и во овој момент да се отворат и некои прашања. Важни. Така да тоа е целта. Како човек кој многу долго бил во политиката и голем дел во најодговорните органи на политиката, низ која минувавме и во Југославија и во независна Македонија, имам посебна обврска да ги искажам моите видувања, моето искуство, моите сознанија, за да може со нив да се служат сите идни генерации, бидејќи тоа им долгувам, ме плаќала државата. Добро, меѓутоа, ми се чини дека клучните прашања се зошто молк до сега, зошто сето ова токму сега, зошто отварање стари рани и безброј прашања. Видите, книгата на мој начин ги зафаќа сите проблеми што се после обработени по секоја од книгите натаму. Втора книга од Едицијата. Едицијата е Јосип Броз Тито и распаѓањето на Југославија. Трета книга ми е драматичната 1991 година. Четврта книга ми е 1992 година на големи ризици. Пета книга ми е успеси и заговори. Шеста книга ми е ова. То се 6 книги. 5 и основната, првата. Во првата ги наведов скоро сите моменти сега што ги обработувам поединечно. И таа книга ја читаше Глигоров и тој рече оти нема никакви замерки. И мислам дека тоа беше причината што другите кои имат замерки не настапија да кажат своите замерки. Тоа беше една од причините. За тогаш велите замерки. Тогаш и за таа книга немаше никаква критика. Јас и тогаш зборев за атентатот, зборев за атмосферата по атентатот и за тоа дека истрагата ништо не открила. Меѓутоа, никој не го вознемири тоа и така натаму. И личностите ги наведува, кој што работеше и како работеше. Меѓутоа, не се вознемирија тој. Така да не е денес зошто е работата. И за тоа ќе дојдеме. Значи, во оваа книга, 94-95 што зафаќам, тоа е, се вика, до атентатот и по него, се споени 2 години. Инаку, имав намера јас подетално да ги обработам состојбите во двете и движењата и настаните во двете години. Една во 94-та, една во 95-та година. Само почнав да се заморувам и не бев сигурен дали ќе успеам едната да биде пак околу 450 страни, такви се моите книги, и другата толку обемно да направам. Од друга страна, ова е работа 14 месеци, сега, двете години, што се, а по 14 месеци ќе морав да ги работам секоја поединечно годината ги обработував. И затоа сега дојде, еве оваа година, да ја завршам таа, а да ми излезат и моите избрани дела.
во кои покрај 6 книги кои обработуваат нашата историја за независноста и од независноста на ОНУ. Една книга ми се моите патувања, така се вика, таму има мои патувања, сум посетил 44 земји во развој. Сум имал среќавање со сите лидери од тогаш земјите во развој. Со Индира Ганди, со Гадафи, со Нкрумах, со... Добро, целиот тој свет од тој неврзаните завршија како диктатори. Од оваа временска дистанца, како оценувате тоа? А најголем дел беа убиени. Тие што ги сретнав јас беа убиени. Муџибур Рахман е убиен, исто Индира Ганди е убиена, еве сега Гадафи беше убиен, еден Ачен Понг беше председател и него го запознав од Гана. Тој генерал беше, изврши удар, он беше председател, шеф на државата, па после неколку години и него го убија. Така најголем дел тие се убиени. Добро. Така да таму бурна е таа нивна историја. Лицата кои ги споменувате во последната книга, а и оние кои не се вбројуваат меѓу нив, ви забележуваат дека ја деградирате мемоарската литература и правите обид да ја глорифицирате собствената улога во поновата македонска историја. Како гледате на овие обвинувања? Па видите, нека унапредат тие, нека седнат, нека напишат мемоари, да ја унапредат мемоарската литература. Мислам, тоа се глупости што ги зборат. Што не седнат да напишат книги, да видат како се пишуваат книги, дали можат, дали знаат, дали имат искуство, дали у животот го проживеале тоа и така, дали имат за што да пишуваат. Сметате дека нема за што да пишуваат? Па нека пишуваат. Нека унапредат мемоарската литература, ако имат за што да пишуваат. Председателот Григоров не е меѓу живите, за да може да го потврди или демантира вашето пишување. На што ги темелите спомените? На секојдневните белешки или на фотографска меморија? Прво, Григоров обре 12-та година. А кога излезе мојата прва книга, беше сосема свесен за се. Така да 2003 година. И тоа ја прочита книгата. И се видовме 2 пати потоа. Немаше никаква забелешка. Според тоа, односот со Глигоров и кон Глигоров, и Глигоров кон моите ставови и погледи е расчистена работата. Се разбира, јас имам белешки, а имам и фотографско паметење. Па се собрало сето на еднаш, па можам да пишам. Животно искуство, целосно? Животно искуство, јас сум негде 55 години во политиката и повеќе сум бил, веројатно. И сум бил и со Тито, и со Бакарич, и со Карделј, и со Марковиќ Анте, сум бил и со сите наши овде, со Крсте Црвенковски, со Ладан Колишевски, со сите сум имал контакти и разговори. И за сите тие јас сум напишал. Го прифаќате епитетот стар лисец во политичка смисла? Како? Епитетот стар лисец во политичка смисла, го прифаќате? Тоа е слобода на секој да си мисли и да вика што сака. Какви ви се релациите со господинот Тито Петковски? Па со Тито Петковски... Кога последен пат сте имале комуникација телефонска? Одамна не сме имале, одамна не сме се виделе. Со Тито Петковски, јас кога бев председател на собранието, тој беше подпредседател на собранието. Тогаш соработувавме. Меѓутоа, ме изненади и за тоа баш и ќе се распрашам, ќе видам и од него, ако можам, да ми каже зошто него по атентатот извесно време,
кога беа најбурните настани и расправи, го снема едноставно. Ја не може да го добија. Го барав, каде е ти тоа, едно-две недели него го немаше. Ова ве прашувам, Да. Господин Андов, затоа што вашиот колега Тито Петковски вели дека ваша неостварена желба била да бидете вториот Киро Глигоров. Добро, Тито се избори за себе, остари. Така, јас не бев од голема партија, па да можам да претендирам на да бидам председател на Република. За тоа треба голема партија која ќе застане зад тебе и така натаму и така натаму. Така да јас знав однапред дека тоа не може да биде и во книгата два пати кога Киро спомнува за тоа да јас и пишувам и за разговор со Бранко кога дојде тој кај мене да ми нуди да бидам јас кандидат на Сојузот за Македонија, јас одбив. Така да, а кај Тито е друга работа, тој на вистина имаше амбиции да биде председател на државата и сакаш. Иако е тоа ништо чудно не е. Кога велите дека го немало 2 недели после атентатот, на што алудирате? Не алудирам, не може го најдам податок, не може каде беше. Мора да барам по болниците да негде бил на некоја операција или на нешто бил, каде бил, зашто баш тогаш интересира. Се склони го немаше. Добро. Еден член на првата демократска македонска влада вели дека сте ја пееле својата лебедова песна, но со тоа не можете да го исперете гревот за бојкотот на референдумот од 1991 година. Па глупости. Како бојкот на референдумот од 1991 година? Јас најмногу се борев да се организира тој референдум. И цела Македонија виде, у 10 саат гласав, телевизијата неколку пати тој ден даде кога јас гласав, кога Глигоров гласаш, кога Клюсев гласаш. На сите име или се заборавиле. Тоа се само шпекулации. Ве немаше на бината вечерта за прославата. Ама таму не се гласаш. Добро. Тогаш јас бев одојран. Затоа што отидов во Грција на саемот со надеж дека ќе видам, ќе сретнам некој од политичарите таму, да видам каква е реакцијата на референдумот. За тоа знаеше и Глигоров, знаеше и Клюсев, не само што знаеја, него има белешка направено за тоа дека намеравам таму да идам да согласност дадам. И се вратив од таму, овде еден жесток напад имаше врзнене и она што прво ми падна на памет, како ние ќе одиме понатаму со ваква политичка психологија, кога овие луѓе изгледа немат поима колку ни е нам важна таа Грција и на кои се проблеми ќе се сретнеме со неа и како ќе ги решаваме. Се преплашив од ниското политичко ниво овде на сите тие што реагираат така. Добро. Господинот Мане Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМН, гостувајќи во телевизиска емисија, изјави меѓу другото дека по неговиот официјален распит во германската БНД во Михен во врска со атентатот, германските разузнавачи го споменале и вашето име меѓу можните организатори на атентатот. Каков е вашиот став за тоа? Мојот став е таков тоа најави и објавување на овој податок во негова книга од почетокот минатата година. Нека ја објави книгата и нека тој момент го достави до обвинителството кај нас. Да видиме во кој контекст е и како е. Инаку и други разузнавачи ми го спомнале името, ама не е како оној кој е организатор, него кој е изложен на притисци. Во врска со овие појави, дали надвор некој знаел или не знаел, и дали е викан или не е викан, мене ми се случи овде во земјата еден многу интересен настан. Негде околу 10, мислам, октомври, дошол, ми звонат од пријавницата дека дошол новинар американски, сака да дојде кај мене. Дали да го пуштат? Како не, викам, нека дојде. Дојде човекот и ми се представи. Се сеќавате на неговото име? Не се сеќавам на името, ама тоа дописник
на Вашингтон Пост од Босна во тоа време. И известуваше за војните таму, како тече и така натаму. Дојде он кај мене, вика, господине председателе, знам оти вие сте премногу зафатени и вие не ми бевте во планот да разговарам со вас. Но сега доаѓам кај вас од мојата посета, прва посета на државен функционер во Македонија, на министерот за внатрешни работи. И тој ми рече дека вие сте организатор на атентатот. Јас вика таа му кажав, оти не верувам такво нешто, едноставно. Он ми рече, тој новинарот ми вика, му рекол, многу е поголема можност на министерот за внатрешни да направи завера и атентат, да организира атентат, отколку председател на собрание. Меѓутоа, за секој случај, после тој разговор, отидов кај Комрас. Тогаш беше, амбасадор. има они офис тука, и разговарал со Комрас, реку безсмислици, како тоа така нема врска, го знаеме Андо шо работе, и неговата работа е сосема чиста и сосема е во ред, а е многу тешка. Ми вика, вие што мислите веќе за ово обвинение, што да мислиме, вие сте сами дошли до тој заклучок. Заклучи си ја до крај како е таа работа. Како можам ја да бидам организатор? И зошто не превземат мерки тие ако сум ја организатор? И таа работа излезе во весникот, во Вашингтон Пост. И потоа, 2-3 дена по излегувањето, изгледа после некои колебања, Нова Македонија објави. Така да не може да го распитавале и таму и овој и Јаковлевски. Нека ја даде ваму. Нека ја даде. Он или нашите да ја барат од надлежната институција у Германија. Докај отишле тие до такви документи, обвинителот не нашол, никакви не нашол ништо, он така пишува, така кажува и тврди. Имало 3 листа, некои општи белешки, ништо, документација никаква. Очекувате дека по објавувањето на книгата обвинителството ќе реагира околу споменатите имиња на кои алудирате како организатори на атентатот? 2001 година, кога беше обвинител Ставре Джиков, се отвори истрага. И по наводите таму, што он ги објави, излезе дека истрага немало до тогаш. Истрага немало, никој не повел истрага до 2001 година. Ниту обвинителството, ниту МВР. Ниту, ништо. Последното прашање ми е... Значи, право, немало истрага. Кога се отвори истрагата, Глигоров, мене, Црвејковски и Фрчковски не повикаа секој поединечно на распит пред истражен судија. И јас сум дал исказ, дали и овие, и Глигоров, и Црвејковски, и Фрчковски, дали исказ. Оттаму нека почне. По моје мислење треба сега да продолжи истрагата. Да продолжи. И тој исказ го имат и да, ако треба нешто одново, нека не викат за тоа. Јас, мојата книга, ова и книгата претходната, она за 93 година, успеси и заговори, како и книгата што ја издаде само таа, имам репринт, имам копие, Ставре Джиков на времето, и ги приложив и упатив до обвинителството кај нас и до Министерството за внатрешни работи со очекување тие да ја продолжат истрагата. Меѓутоа тоа не се случи. Молам? Сега, видите, тоа е сега.
Тоа е после 30. Во декември ја тоа го сторив. Сега го направив. Кога видов реакции од книгата, фактички повикува да се... Само малку, сакате да ми кажете дека ова сте го направиле по објавувањето? Да, по објавувањето, да. Добро. По објавувањето, видов какви реакции и реков, а намерата ми е фактички да се отвори таа истрага и да се заклучи истрагата, да се расчистат работите. Мислите дека има останато било какви докази од тогаш до сега? И нека најдат дека нема докази, зошто да се види зошто нема. Кој бил должен да ги чува и да ги обезбеди доказите и каква одговорност треба да носи законска што ги нема доказите. Добро, според вас, господин Андов, зошто не беа откриени вистинските траги за организирањето и извршувањето на атентатот и зошто воопшто не била спроведена никаква истрага? Тука една чудна појава е, ако земите вие од 3. октомври, од 4. октомври, трети атентатот беше, од 4. 5. октомври натаму, па со години, барем една година, цело време се водеше кампања дека јас сум го организирал атентатот. Или се водеше кампања за измислени некои работи кои нема документ за таа работа. Нема ни во полицијата, немаше ни во обвинителството. Барем обвинителството не најде и не кажа дека ги имал. Да речеме, она афера што ја предизвика тогашниот министер за внатрешни работи, Љубомир Данилов Фрчковски, дека е предизвикана организирано од домашни, не знам какви сили, блиски до партијата моја и јас, бизнисмени и така натаму. Текстот е објавен, тоа е, они конференција за новинарите одржа за таа работа, и некоја од соседна земја, некоја голема компанија излезе дека е Мултигруп. Таа работа Киро одма ја рачиста. Го повика тој, как го вика, Павлов, мислам се викаше. Дојде човекот тука, да. Директорот дојде тука, се разбра, виде дали има некој документ или нема. Изгледа дека нема никаков документ, осем што овој прочита таков текст. И нема ништо. Таа умре работа. Добро, меѓутоа... Да. Фактички, целиот печат, па и телевизиите, беа подредени само на таа цел, да се шират лаги и безмислици за песок, за не знам што, за ова, за она, а во документацијата нема ништо од тоа. Меѓутоа, ако нема ништо, зошто се повикувани на разговори одредени лица и тука и надвор? Каде, на кој разговори? На разговори во Министерството за внатрешни работи. Па нема документи во тоа. Зошто не ги дадоа тие документи? До обвинителство. Јас со сета почет, господин Андов, меѓутоа, ако отворите некои од старите досија, ќе се најдат таму лица кои со денови биле на распит, токму поврзани со атентатот и има... Ама треба да идат документите до обвинителството, така ли? Ако било така. Некој ги задржал. Во обвинителството... Веројатно не се доведени во контекст со самиот чин на атентатот. Нема документи. Не е завршена, уште е добро што е отворено, уште трае таа истрага, жива е, се треба да оживе, ама документи нема. Земите ја книгата на Ставре Джиков, ќе видите што нашол он там и кои документи ги има во обвинителството. Сметате дека воопшто некогаш ќе продолжи истрагата? Очекувам, јас сега знам овие се обвинителите и Министерството се зафатени сега со овие актуелни работи и мора да ги расчистат. Па и со овие законски решенија и во правосудството и сегде што треба да дојдат. И треба да имаме трпение. Очекувам да се покрене, да се оживе таа истрага и да се дојдат до вистинските, да се утврди вистината. Ништо друго.
Вистината во смисла немаме документи, немаме Не, истрага, во смисла не, овој организатор или Во смисла конкретизирање? на вистината. Ако немаме документи, кој е одговорен? Кој морал да создаде документи? Кој морал да изведе постапки и да има документи? И зошто тоа не го правил? Тоа е вистината. Зошто немаме ние ни документи, немаме ни истрага немаме, не сме имали истрага. До 2001 истрага не е отворена во обвинителството. Пишува и подпишува тогашниот обвинител Ставре Джиков. Добро, господин Андов, ви благодарам на разговорот. На крајот би ве замолил, ако сметате дека не сум поставил некој од прашање, имате, чувствувате желба дека треба уште нешто да кажете? Па видите сега, знамо ти е ова многу тежок проблем, знамо ти е комплициран проблем и може да има некое оправдание, ајде да начепкаме таму, ова, она, такво едно чувство. Меѓутоа, мислам, ако ние ваквите проблеми немаме сила да ги расправиме, ние си затвараме сите патишта во еднината. Како можеме ние да прескокнуваме цели епохи, да кажем? Цел еден период од атентатот до 2001 е прескокнат, нема, да кажеме, истрага, а од 2001 до 2018 сега, кога јас излегувам со книгите, да почне да се расправа пак за тоа во јавноста, а не знам да видиме дали ќе има пак истрага. Добре, ви благодарам на одвоеното време и на разговорот. Много. Секој добро ви посакувам.